Почитувана колешка од Неготино, не требаше толку да се тревожите и така нервозно да одговарате, но ворете. Јас сваќам вашата нервоза. Рековте да ме упативте истото прашање кој што го поставив до премиерот Луи, и јас на истиот тој премиер му поставив пратеничко прашање на 29 мај, не знам дали бевте на работа таја ден, каде што му поставив прашање и истото што сега го поставив. Значи, дали премиерот ја зборува вистината во 2016 и дали зборувал вистината во 2016 и дали стои уште, исто на дали уште стои на таа изјава, бидејќи ќе потенцирам пак, секоја нереализира, секоја не може ли да се изслушаме само, бидејќи налагата и се кратки нозете. Еве 4 години гледаме дека премиерот не мрднува со прст за тоа што го изјави во 2016 година. Сакам да кажам уште еднаш. Тој велеше дека 2-3 месеци пред да отпочне откупната сезона на грозјето, 2-3 месеци треба да се знаат цените. Па еве ги 2-3 месеци, тој треба да менеджира, тој ја води државата, треба да ги седне винарските визби, да ја договора цената на грозјето и да почне да тече нели работата. Поважно од ова што вие ги спомнавте сега бројките, овдека одговорни се, пак ќе ви кажам. Дали граѓаните живеат подобро, дали се чувствуваат подобро, тоа само тие го знаат. Не го знаеме јас и ти, колешке од Неготино. На реалниот сектор, пак ќе кажам, му е потребна сигурност, стабилност, реална поддршка, а не само на хартија. Кај нас у Кавадарци и у Теквешијата знаеш како се вика? А ако во реченицата го има зборот че и јако, таа работа не ја бива. Значи вие че и јако 4 години работите. Сега да ви кажам, во делот на статистичките податоци кои што се од вашите релевантни институции, кои што се државни институции, јас му верувам на тие податоци. Статистичките податоци на кои што вие се повикувате го покажуваат последното. Република Македонија со негативна стапка на раст од минус 4,5% во 2020 година беше земја со најлош економски резултат споредбено со земјите од регионот, посебно од Западен Балкан. Србија заврши со рецесија од само минус 1%, додека Албанија од минус 3%. Дали во овие земји немаше ковид криза? Дали во овие земји немаше пандемија? Не. Таму има одговорни влади, одговорни политичари, а не како кај нас. Неодговорни влади, неодговорни политичари, корумпирана власт, странските директни инвестиции не инвестираат тука затоа што уште на почетокот се соочуваат со единствен проблем кој што и Стејт департментот ви даде депеше во кој што се вели дека странските инвеститори ја заобиколуваат Република Македонија од една едноставна причина – големата корумпираност во високите кругови на владата. Република Македонија, статистичките податоци вака велат, со негативна стапка од минус 1,9% е земја со најлош резултат и во првиот квартал од 2021 година. Така или не е така? Република Македонија има најмал прилив на странски директни инвестиции. Кажав зошто е тоа така. Република Македонија има најголем раст на јавниот долг. Вие елаборирав зошто е тоа така, вие велите не е, но реалноста покажува друго. Основните продукти за живење се дупло покачени. Беше маслото, односно зејтинот, 50 денари, да сега го имаме 100 денари. Шеќерот се покачи, брашното се покачи, но велиме дека државата, односно народот убаво живее. Страф ми е, според ова вие што го кажувате, да не му се случи на граѓаните и стокхолмскиот синдром, каде што жртвата покажува поврзаност и со киднаперот. Од 50 до 55.000 имаме невработени. Во делот само на овој период за време на кризата. 6200 економски оператори или фирми ставија клуч на вратата. Сега ќе ве прашам, набројте еден проект, не че и ако, еден проект кој што во ваше време вие, дали во Неготино, дали во Република Македонија, сте го земале како основен проект, физибилити студија, сте го тендерирале, сте ја завршили работата, еден основен проект. Дечки, пак ќе ви кажам,
Стимнете се малку во реалноста. Велите инфраструктурна изградба патишта. Пак ќе кажам, автопатот, вие само чочек изигравте. Автопатот е во време на владењето на ВМРО ДПМН. Автопатот Штип-Скопје, како е? Зоран Заев да не го пушти нешто, Луи. Ајде да одиме сега понатаму. Велите вие дека во ваше време, вие веќе сте скоро 5 години со техничката влада. И се уште вие велите ВМРО е криво. ВМРО ДПМН било криво. Граѓаните си кажаа на изборите, вие имате сега нели одговорноста и мандатот да ја водите државата, водите ја. Се гледа како ја водите вие државата. Решавајте ги проблемите. Ова лудило, почитувани граѓани, мора да прекине и криминалците и корумпираните политичари мора да завршат таму каде што му е местото. Велите, блокираме закони. Сега јавно ќе ви кажам, и законот за покачување на нафтата од 3,5, односно 4,5 денари, ќе го блокираме. Зошто го блокираме? За да не плаќаат поскапо гориво граѓаните на Република Македонија, а вие да не си ги полните џебовите. Ќе го блокираме тој закон затоа што со блокадата на тој закон за покачувањето на акцизата на нафтата, кој што веќе еднаш покачивте, сега се случува истото и со електричната енергија. Се покачуваат и другите основните продукти. Затоа ќе го блокираме. Ете, затоа ќе го блокираме тој закон. Почитувани граѓани, на крајот можам само едно да заклучам. Заев нема да донесе подобри денови. Нема да донесе европерспектива на Република Македонија. Видовме што направи. 4 пати славеат ЕУ датум. 4 пати славеа ЕУ датум. И истото сега се случува и со субвенционираниот студентски оброк. Велите, че субвенционираме студентски оброк, ами 3 пати тоа го ветувате. Зошто не го остварите? Или вети го тоа, не го реализира и народот да се кратко паметење. Со Заев нема да имаме подобар стандард, ниту пак повисоки плати, тоа се гледа. Поевтина електрична енергија нема да имаме, затоа што ја покачина за 12,5%. Помалку корупција и криминал нема да имаме, затоа што Стейт департментот го прати да пише, тој вели корумпирана влада, корумпирана власт, да не речам и корумпиран премиер. Тоа нека се потврди таму. Многу подобро образование со Луи, не знам дали ќе видиме ние. Не ми се верува, затоа што уште во стартот го осакативте образованието. Ова што го набројав, едноставно може да го донесат нови политичари кои немаат концесии, немаат корупција, немаат багаж за себе. Луѓе кои што знаат, умеат и знаат како треба да се решаваат проблемите. Почитувана Пратеничке, ви посакувам да си го сонувате овој сон, да живеете во ова време. Да го сонувате овој сон затоа што уште за кратко ќе биде оваа работа. Затоа, дали вас ќе ви дадат граѓаните поддршка, јас не можам да кажам. Не можам да кажам затоа што не сакам и никогаш не сум ги подценувал граѓаните. Мојата политичка провиненција и политичка партија никогаш не ги подценува граѓаните. Знаете зошто ги подценувате? Затоа што ветувате, а не исполнувате. Ете, затоа граѓаните си знаат добро за кого да го дадат гласот. И очекувајте дека уште од оваа есен, оваа работа што ја зборувам, ќе биде реалност. Тоест, се надевам дека ќе се подобрат условите дали во општините или во Република Македонија, но со одговорни политичари, а не политичари кои што имаат коруптивен багаж. Сега, кога сте за корупцијата, вие ли ќе зборувате за корупција? Во највисоките политички кругови кај вас имате криминал, тежок криминал. Да почнеме со рекет. Рекет 1, рекет 2, Боки 13, така. Аболициран премиер за 8 милиони евра. Да продолжим понатаму. Не, од ова нема да имаме чар никој. Се додека ние се спроведуваме вака, граѓаните трпат. Јас ве
упатувам на една работа. Засукајте ги ракавите, затоа што уште малку ви остана, сите оние ветувања кои што ги ветивте да ги реализирате. Ако не, се враќам пак на на почеткот од мојот говор. Секое ветување кое што е нереализирано е лага. Такви во овој мандат имаме 1 милион. Благодарам. Контрреплика пратеничката Лолита Ристова.